Добар ден, почитувани љубители на октаните. Светот на возилата се врти со голема брзина, но покрај сите политички ограничувања сепак цилиндрите колото го водат. Многу марки, без оглед дали се автомобилски, моторциклистички или пак посветени на транспортот, не се откажуваат од старите добри мотори на внатрешно согорување. Денеска одвојуваме време токму за тие брендови, чиј фокус е на моќта и перформансите, а за крај на емисијата го тестиравме Citroen C5X. Ваше е да се сместите удобно пред екраните и да уживате во следните 30 минути во првиот ден на октомври. Првично развиен за популарната аркадна игра Gran Turismo под името Ultimate Vision, сега се реализира во јаве како Solus GT. Надвор од виртуелниот свет, хиперавтомобилот се нарекува McLaren Solus GT и за разлика од неговиот виртуелен близнак, кого го возат милиони страстни геймери, со материализираната верзија ќе може да се играат само 25 ултра богати купувачи. Solus GT е придвижуван од 5,2 литерски атмосферски мотор со 10 цилиндри, кој достигнува преку 10.000 вртежи во минута и тежи помалку од 1000 килограми. Повеќе од 840 конски сили го забрзуваат едноседот од 0 до 100 км на час за околу 2,5 секунди и до максимална брзина од над 320 км на час. Влезот е преку хаубата, што може да се лизга нанапред. Наместо централното возачко седиште, чија форма е индивидуално прилагодена на собственикот, педалите се прилагодливи. Првото возило на клиентите треба да биде испорачано следната година. Харли Дейвидсон ја збогатува својата колекција на иконски модели повторно во строго ограничено производство. Годинава тоа е специјалната изведба која треба да е ѓаволски добра. Дали е тоа така, ќе може да се уверат само 1500 собственици, а El Diablo е наследник на моделот FXRT од раните 80-ти. По дефиниција е лоурајдер, што ја означува ниската поставеност на седиштето и точката на гравитација. Покрај моторот од 105 конски сили го краси специјална повеќеслојна црвена боја со златни ленти нанесени рачно. Црните површини и алуминиумските бандажи во мат бронзен тон го надополнуваат ѓаволскиот изглед. Има и аудио систем Rockford Fosgate, интегриран директно во кокпитот со засилувач од 250 вати. Bluetooth поврзувањето и контролата на јачината на звукот, што автоматски се прилагодува со брзината на движење. Секој примерок е индивидуално нумериран и чини околу 30.000 евра. Додека во Европа ја очекуваме комерцијализацијата на Peugeot 408 и Citroen C4X, во Бразил се најавува почетокот на производството на Fiat Fastback. Скроен по дизајнерскиот терк на споменатите модели, новиот кросовер е поставен на платформа што веќе е во локална употреба со меѓоскина растојанија од 252 см. Без сомнение, ова е одговор на успешниот Volkswagen Nivus, на нас познат како
како Taigo. Додека Nivus се базира на Volkswagen Polo, Fiat Fastback произлегува од Argo, хеджбекот без сегментот. Моделот треба да стигне до бразилските клиенти на почетокот на есента, но се најавува повисока цена од конкурентот на Volkswagen, додека бразилскиот печат објави дека ќе се продава само со 1 литарски турбомотор Firefly, кој испорачува 130 конски сили при согорување на етанол. Посилен дериват со 1,3 литарскиот турбомотор Firefly со моќност од 185 коњи ќе ја добие значката Abarth. Со оглед дека во Европа ќе пристигне Volkswagen Taigo, се наметнува прашањето дали на стариот континент ќе заигра Fiat Fastback. По се изгледа дека за тоа шансите се помалку веројатни, токму поради двата новитети што французите ќе ги пуштат во продажба во почетокот на 2023 година. Тексашкиот производител на хиперавтомобили направи европска премиера на Venom F5 Roadster. Hennessy тврди дека тоа е најбрзиот и најмоќен кабриолет во светот. Местото на премиерата е Велика Британија во рамките на манифестацијата Салон Приве. Пред 2 недели автомобилот беше прикажан на светот за прв пат на The Quay A Motorsport за време на неделата на автомобили во Монтереј во Калифорнија. Venom F5 Roadster е базиран на распродадениот Hennessy Venom F5 Coupe. Двата се механички идентични, но на кабриолетот се поставени неколку нови атрибути. Покрај неговиот отстранлив покрив од јаглеродни влакна, Venom F5 Roadster се одликува со нов капак за моторот од калено стакло, кој го истакнува масивниот V8 Fury мотор. Големиот стаклен панел може да издржи аеродинамички сили кои надминуваат 480 км на час и температури над 540 степени Целзиусови. Хиперавтомобилот со отворен покрив дополнително се разликува преку неговите уникатни тркала и уметничко скулптуралниот постамент, изработен од јаглеродни влакна, што користи за складирање на покривот кога не се користи. Во Салон Приве, во близина на Оксфорд, чудовиштето со 1817 конски сили, дизајнирано да ја надминува брзината од 480 км на час, е наоружано со 6,6 литрен V6 мотор со 2 турбополначи. За време на настанот Салон Приве, посетителите ќе имаат можност да го слушнат и видат купето Venom F5, додека учествува во возбудливиот спринт на Ридскиот пат. Venom F5 е способен од 0 до 200 км на час да се лансира за само 4,7 секунди. Креаторот на хиперавтомобили од Тексас веќе има направено 9 F5 хиперавтомобили за клиентите и предвидува вкупно производство на F5 до крајот на годинава да достигне 12 автомобили. Производството ќе се зголеми во текот на идната година, бидејќи порачки за отворената верзија веќе започнаа да пристигнуваат. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Океј. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1,2 PureTech мотор со 110 конски сили. Сега во понуда за 15.990 евра.
Шкода не прекинува пријатно да не изненадува. Покрај умните решенија во своите автомобили, таа ја најавува својата електрична иднина која започна со ењак. Студијата Vision 7S покажува дека чесите се фокусирани на спортско корисни возила, а во блиска иднина ќе има уште 3 потполно електрични такви модели. Некои концепт автомобили носат повеќе одветување за ново возило. Тие имаат задача да објават поголеми планови, ново лого, промена во дизајнот. Најавуваниот концепт Шкода 7S дојде со сите тие цели. Освен што е електричен теренец со 7 седишта, тој го представува новиот стил и лого што треба да ги носат идните модели на чесите. За волја на вистината, токму логото кое беше стилизирана обтегната стрела беше најкритикуваниот детаљ на автомобилите што доаѓаат од млада Болеслав, но оттаму упорно и тврдоглаво одбиваа да се смени. Сега дојде и тој момент. Наместо тркалезната значка чешката марка, како лого ќе го користи своето име, исто како што го направи Kia. Новиот дизајн најавен за идните модели е многу почест, без наборите што сме навикнати да ги гледаме во сегашните автомобили на компанијата. Во таа смисла 7S е здив на свеж воздух, здрашчејки со елеганција. Според марката, концептот ќе се претвори во сериски автомобил кој ќе се напојува со батерии и ќе може да превезува 7 луѓе. Ако навистина пристигне во 2026 година, тоа ќе биде задоцнето, па маркетерите се надеваат дека Шкода серискиот 7S ќе го представи порано. Добрата работа е што сериското возило треба да доаѓа со батериски пакет од 89 киловат-часови, што треба да му овозможи обсег од 600 км со брзина на полнење од 200 киловати. Освен овој автомобил, чешката марка ќе има и компактен теренец и мал автомобил, како што најавува уште од јуни. И двете ќе се градат врз архитектурата MEB Small, која претходно ја знаевме како MEB Entry или Life. Очекувајте овие нови возила на Шкода да бидат соодветно еквивалентни на Cupra Urban Rebel и Volkswagen ID Life. Оваа платформа ќе се произведува исклучиво во фабриката Martorell во Шпанија. Тоа значи дека Шкода можеби ќе треба да почека таа фабрика да се подготви како и фабриката за производство на батерии Sagunto, а тоа ќе се случи во 2025 година. Со семејството Enyaq iV и овие нови електрични возила, Шкода ќе се надева дека 70% од продажбата до 2030 година ќе биде од електрични автомобили. Компанијата планира да инвестира дополнителни 5,6 милиарди евра во е-мобилност и 700 милиони евра во дигитализација во следните 5 години за да ги реализира представените планови. Аглест, посилен и значително поелектронски, но не и електрифициран, е првиот впечаток за Мустанг кој треба да се допадне на милениумците. Со 7-та генерација, оваа американска икона укажува дека е посветена на историјата на моделот, која љубоморно ја негува и упорно ги избегнува трендовските погони. Со ова логично се наметнува прашањето дали американците знаат нешто што другите го кријат. Туку што представената 7 генерација на култниот Ford Mustang, кого производителот го промовира како целосно нов, ги превзема структурата и многу компоненти од претходниот модел, но промените се значајни. Новиот Mustang ќе продолжи да се нуди во купе и кабриолет верзии, а ќе биде достапен во избор од 2,3 литарски 4-цилиндричен мотор со турбополнач или 5 литарски V8.
Веќе на самиот старт достапна е екстремно спортската верзија наречена Dark Horse, чиј модифициран V8 агрегат испорачува над 500 конски сили. Таа е дизајнирана за секојдневно користење и викенд галоп на тркачка патека. Со додавката R, темниот конј е чисто тркачки автомобил без хомологација за сообраќај. За влезната изведба со 4 цилиндри обезбеден е 6-степен рачен менувач, додека 10-степениот автоматик е резервиран за потентната V8-ка. Споменатиот спортски рафинат може да се добие и со мануелен менувач кој има автоматско зголемување на вртежите при менувањето на преноси. Инженерите на синиот овал се колнат дека управувањето е подиректно од претходната генерација, а достапни се 6 електронски контролирани режими на возење. Динамичните возни деликатеси вклучуваат оптимизирано подвозје и бројни трикови како што се дрифт брейк со кое на задната оска може да се применат многу поголеми сили на сопирање отколку со нормална рачна сопирачка, за да се предизвика подуправување. Пакетот за перформанси е достапен за сите изведби и вклучува покрути амортизери, посебни тркала и сопирачки, ладелник за масло и диференцијал со ограничено пролизгување. Кокпитот, кој претходно изгледаше многу класичен, во иднина ќе се карактеризира со големи екрани. Достапен е аудиосистем Bang & Olufsen како опција, а љубопитниот Алекса секогаш е на услуга. Со овие зафати Форд сака да ја привлече растечката клиентела на милениумците или генерацијата Z. Иако оваа клиентела сака видеоигри, тие се заинтересирани и за вистински спортски автомобили. Надворешноста беше развиена прилично предпазливо, иако на крајот се беше редизајнирано. Мустанг изгледа поаглесто, уште поимпресивно и со своите LED фарови исто така помодерно. Патем, линијата на покривот е намерно дизајнирана да го олесни влегувањето и излегувањето. Мустанг би требало да биде достапен за нарачка во Европа од третиот квартал на идната година. Љубителите на марката треба да бидат среќни што по електричниот Мустанг Мах-Е дивиот конј продолжи понатаму и се врати на оригиналната патека. Хрватскиот генијалец Мате Римац по превземањето на Бугати даде јасна порака која првично ја најави со новиот Бугати Мистрал Родстер, кој со своите 1577 коњи е најсилниот производ од замокот на компанијата сместен во Мулуз. Самиот основач на марката, што го носи неговото име, поклониците на струјата ги потури со ладна вода. Тој јасно најави дека во следните 10 години неговите хиперавтомобили нема да добијат електричен погон, ниту пак се размислува за дериват во форма на теренец по теркот на останатите луксузни марки. Смотрата на луксуз и естетика во Пабл Бич е место каде се представуваат врвни избедби на автомобили. Токму ова место беше одбрано за лансирање на најновиот модел од Мулуз, кој воедно ќе биде последниот со W16 мотор со 4 турбополначи, кој беше еден од најмокните во светот и заштитен знак на Бугати. Бугати Мистрал Родстер ја користи основата на Широн и има дизајнерски елементи инспирирани од минатото на компанијата. Тоа е првиот модел на компанијата од доаѓањето на Мате Римац на нејзино чело и последниот што нема електрична поддршка. Името дадено според морскиот ветер е веќе користено во автомобилскиот свет за перформансни изведби, но ова е најсилната досега. Со 1577 конски сили, мотниот Родстер е се она што љубителите на отворени автомобили може да посакаат, а тоа што нема покрив само иде во прилог на ветерот во косата и добро слушање на звукот на колосалниот W16. Тој има 8 литрена зафатнина и со помош на 4 турбополначи ја произведува монструозната сила. Ова е последна еволуција на бензинецот претходно ангажиран во Широн Супер Спорт 300+, со кого официјално достигна 490,484 км на час.
Во Рустер каросеријата поради намалената аеродинамика, агрегатот постигнува послаби крајни вредности, но целта е јасна – на купувачите да им се понуди најбрзиот отворен модел на планетата. Неговата испорака е закажана од 2024 година. Ке се произведува во 99 парчиња и секој од нив чини 5 милиони евра. Само за информација, сите најавени примероци се веќе продадени, па нормално е да се очекува дека оние што не стигнале навреме да го уплатат ќе може да го купат за некое милионче повеќе. Бугати досега се спротивставуваше на пазарните трендови и нема најавено дека ќе лансира спортско корисно возило, ниту чисто електричен погон во скора иднина. Неодамнешните извештаи покажаа дека компанијата со седиште во Мулуз наскоро би можело да попушти пред трендовите, но нема ништо конкретно во тој поглед. Тоа го потврди никој друг, туку Мате Римац, извршниот директор на Бугати Римац и основач на хрватскиот производител на електрични хиперавтомобили, кој даде куса изјава за германскиот автомобил Вохе на оваа тема. Чисто електрична верзија не е вклучена во нашиот 10-годишен план за Бугати, рече Римац. Исто така нема да има теренец, но тоа не значи дека компанијата ги негира сите форми на електрификација. Првиот човек на компанијата цврсто верува во оваа технологија и го гледа употребливиот електричен опсек како клуч за иднината на марката. Како резултат на тоа, можно е наследникот на моќниот Широн и неговите деривати да бидат приклучни хибриди со целосно електричен опсек до 50 км. Во прилог на планот е одлуката дека следниот хиперавтомобил на Бугати нема да го користи познатиот 8-литарски W16 мотор со 4 турбополначи, туку ќе биде заменет со помал агрегат што ќе има електрична помош, комбинација за која се уште ништо не се знае. Бугати да се држи настрана од ерата на целосно електричен погон е храбар потек, особено затоа што Rolls-Royce, Bentley, Porsche, Aston Martin и Lamborghini имаат теренци, па дури и Ферари. Истите марки се подготвуваат и за батериски електрични погони. Сепак, Бугати сака да остане тоа што е и да биде надвор од трендовите на индустријата што е можно подолго. Како што најавивме на почетокот на емисијата, денес го тестираме Citroen C5X. Во неговата ознака X алудира на кросовер, но дали Citroen C5X е вистински кросовер? Тоа ќе видиме во нашиот тест. Она што Citroen го издвојува од сите останати конкуренти е авангардниот изглед. И тој е дефиниран на самата предница. Од символот на компанијата, двојниот шеврон, се протегаат главните линии на предницата. Едната е горната, која ги дефинира дневните светла, како и трепкачите, додека долната ги заокружува фаровите. Оваков изглед е интересен, дури и предизвикувачки, но целата контура на автомобилот е малку асиметрична. Иако е ова долг автомобил, има повеќе од 4,7 метри должина, контурата е ниска. Па со отворање на широките лакови на тркалата се добива еден офроудерски изглед. Така и на задната страна. Стоп светлата ја продолжуваат идејата на предницата, а зад нив се крие огромен багажен простор. 485 литра има капацитет багажникот на овој плагин хибрид поради сместувањето на батеријата, додека кај изведбата само со мотор на внатрешно согорување има над 520 литра капацитет на гепекот.
Инаку, просторот во внатрешноста може да се дефинира како вистински Citroen. Па ќе почнеме прво од задните седишта. Просторот во внатрешноста е сосем добар. Како што гледате, има доста простор за колениците, но иако е ниска контурата, има доста простор и за главите. Може би ве збунува што волку малку покажува дека има простор, но поради високото ниво на опременост, Citroen C5X има возачко седиште кое автоматски се повлекува наназад за да го олесни излегувањето на возачот. Инаку амбиентот е прекрасен. Мене многу ми се допаѓа еден детаљ, ќе го покажеме. Тоа е опшивувањето на самата внатрешност во знакот на двојниот шеврон, што е извонредно емотивен момент. Влегувањето на возачкото седиште отвора една сосема нова перспектива. Како што реков, со стартувањето, погледнете, самото седиште се доведува до позиција која ја имате наместено порано. Она што многу ми се допаѓа кај Citroen е робустноста на каросеријата. Гледате дека воланот изгледа доволно робусно, но не е поголема од стандардната големина. Пред возачот има одлична перспектива која е исполнета со големиот монитор од 12,5 инчи, задолжен за системот за забава и за конективност, додека пред возачот има сосема доволен 10-инчен монитор на кого можете и да менувате графика. На сето тоа ми се допаѓа што има и head-up дисплеј, чија графика исто така можете да ја бирате. Кога зборуваме за изгледот на внатрешноста, не може да не се спомене скулптуралноста на самата внатрешност. Погледнете ги само овие целини. Целиот простор е направен да побуди посебна емоција за луѓето кои се наоѓаат во внатрешноста. На предните седишта нема никакви проблеми што се однесува до просторноста. Стара школа е употребена на долниот дел каде што има физички прекинувачи и манипулатори кои се за греачите на седиштата, но и за клима уредот. Овој модел е опремен со 1,6 литрен турбобензински мотор кој има 180 конски сили. Но, бидејќи е плагин хибрид, тој со себе носи батерија од 12,4 киловат-часови кои се доволни да се помине во градски услови или пак на отворено некаде околу 50 на километри. Кога сме веќе на возачкото седиште, да се фокусираме на возните својства на C5X. Амбиентот е прекрасен и дава само доверба на возачот. Се чувствувате како да сте во дневна соба, бидејќи седиштата се толку удобни што ви даваат една нова димензија на возењето. Се разбира дека тука имаме и 4 модуси на возење, а во моментот ја управувам C5-ката во комфорен мод. Но, да се прошетаме малку низ историјата. Rolls-Royce во последните 8 години има хидроулично потпирање и тоа го рекламира како искуство на летање со магичен килим. Но магичниот килим кај Citroen датира од 60-тите години на минатиот век. Така и во C5X е аплицирано токму хидроуличното потпирање кое има неколку модуси на дотерување. Се разбира во кој модус возите, така и се однесува автомобилот. Чувството зад управувачот е навистина убаво. Но, мене не ме интересира како се однесува C5X во комфорниот мод на возење, бидејќи
тој е супериорен и мислам дека ниту еден негов опонент, ниту еден негов конкурент го нема ова чувство. Декларираната сила на моторот е 180 конски сили кога зборуваме за моторот со внатрешно согорување, но има и електромотор, па така добиваме 225 конски сили. Па да видиме во спорт мод што може да направат тие 225 конски сили. Стартот е солиден. Не можам да кажам дека е фуриозен, бидејќи му треба малку повеќе време за забрзување, а декларираното време на забрзување од стоечка позиција до 100 км на час е 7,8 секунди, што не е некое големо остварување, но сепак имајте на ум дека ова е автомобил кој треба да биде економичен и еколошки. Веднаш при динамично возење се чувствува дека долгата предница поради тежината има тенденција на надуправување, но тоа можете лесно да го скротите, но сепак не би ви препорачал да идете во екстрема со C5X. Сепак од прв поглед веќе се знае дека ова е лимузина или спортско корисно возило, или кросовер, или хеджбек, или караван, како сакате, кој е скроен да се ужива и безгрижно да се вози, а не да го предизвикувате тркачот во себе. Подвозјето и воланот добро се избалансирани, па во секој момент знаете што можете да очекувате зад управувачот на C5X. Во моите поминати 480 километри доживеав неколку убави моменти. Пред се, тоа е на автопат кога навистина секоја нерамнина многу лесно се абсорбира, а втората е просечната потрошувачка. Како што реков, на моите 480 изминати километри забележав просечна потрошувачка од 6,1 литар, што за така потентен мотор со внатрешно согорување е одличен показател. Кога го форсирате моторот, се слуша дека неговиот звук продира во кабината, но Citroen се обиде да направи една изолирана средина кога се наоѓате во него. Па затоа сите стаклени површини имаат исто и фолија со која се намалува бучавата од надвор и во внатрешноста на C5X се чувствувате како да сте, ќе повторам, во вашата дневна соба. Еколошката свесност носи и поголеми трошоци. Секој плагин хибрид чини многу повеќе отколку неговата еквивалентна варијанта со мотор само со внатрешно согорување. Така и C5X можете да го набавите веќе од 39.000 евра, но плагин хибридот кој е навистина богато опремен, раскошно, тој чини многу повеќе. Неговата цена ја надминува границата од 50.000 евра. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и се гледаме за 7 дена. До гледање.